Отворено студио, јас сум Борија Њумановски. Вечерва во Отвореното студио гостин е Стево Пендаровски, кандидат за председател на Република Северна Македонија. Добро дојдовте, Пендаровски. Имав дилема како да ве најавам, како консензуален председател или како кандидат на 31 партија, за кои се застанаа 31 партија. Значи станува збор за заеднички кандидат на владеачката коалиција, која има толку прилика. Ово ве прашувам бидејќи имаше многу изјави деновиве во кои се оспорува таа теза дека сте вие консензуален кандидат. Како е вашиот коментар? Јас согласувам со тоа. Да? Не мислам дека е тоа вистинскиот израз. Консензуален. Или консензус е комплетно. Што значи тоа? Дека некој треба да ги добие сите милион гласови и ништо да не оди кон другите. Значи, мислам дека тоа е еден нестрекно избран термин. Мислам дека е најдобро да се каже дека е заеднички кандидат на 2, 3, 10, 15 партии, невладини организации и така натаму и така. Значи, тоа е најпрецизниот термин. Што значи консензуален? Добро, значи конечно и политичките партии, да само од една, дуи од друга и така натаму, се само дел од тие електорати, не се представници на сите македонци, на сите албанци, на сите. Ви благодарам што ми помогнавте и да расчистиме оваа дилема како да ви се обратам. Со што дојдовте, со Југо или со каква кола? Со Рено Меган. Со Рено Меган. Која е исто моја кола. Само што се води на име на сопругата. Гледам, тоа е денеска тема на социјалните мрежи. Она што ме зачуди, денеска на социјалните мрежи има снимка од мене, значи јас сум во моето возило, снимка направена на паркинг од централниот дел на главниот град и тоа не се случувало никогаш порано. Тоа не е направено од случаен минувач, граѓанин. Бидејќи во тој дел од паркингот, кај школи не минуваат случајно граѓани. Јас се сомневам дека станува збор за една тајна разузнавачка служба која е блиска со една опозициона партија, за која неодамна јавност имаше можност да разбере дека постои. Бидејќи во неколку наврати ме сликаат во движење во град, на јавни места, меѓутоа тоа никогаш порано не се случувало, бидејќи нема потреба да се случува. Кога видите тајна разузнавачка служба, тоа се структури врзани со една опозициона партија, голема опозициона партија, за која неодамна имаше во јавноста извештај дека подготвува на дневна основа, значи. И води евиденција каде одите вие, каде одам јас и така натаму. Тоа значи дека ве следат? Да. Ова денеска е трета или четврта фотографија во низа во последните 10 дена, бидејќи ја нешто знам од таа работа, сум работел порано во тие структури и ја ви тврдам дека станува збор за 24 часовно физичко следење. Мене, веројатно и на членовите на моето семејство. Дали луѓето кои работат во таа служба паралелно работат и во институциите? Дел од нив, да, она што јас го знам дел од нив и по име и по лик, за жал да. И тоа го прават подлог временски период кон своите политички опоненти. И како мислите со тоа да се справите? Па ја оставам надлежните институции тоа да го направат, бидејќи значи не станува збор за, како велите вие, гледач, репортер. Него станува збор по сите индикатори, не знам нешто и околу тие настани, за структура која работи на таа тема. Значи не се работи за некој кој го видел Стево Пендаровски во град или Борјан па решил да го слика или дојка пиеш кафе. Значи станува збор за, ви кажувам, специфична. Не станува збор за папарацо, папараци шема. Би ми било драго ако станува збор за папарацо, бидејќи ја проблем со сопругата немам од тој тип. Добро, ако така стојат работите, сега на почетокот, уствари на почетокот кампањата се уште не е почната. Каква кампања очекувате? За жал, ја бев во грешка при проценките пред извесен период, гостувајќи во една ваква слична емисија, велики дека ова може да биде и една вообичаена и рутинска кампања, независно што аргументите на двата главни блока кои влегуваат со своји кандидати на овие избори се прилично контрадикторни еден на друг. И гледам дека ако ова е вака уште кампањата не е почната, со слики по, не знам, по некои интимни моменти или негде кај што си на страна од јавноста, ако навистина постојат луѓе, ја верувам дека постојат, кои ве следат, од која сте веќе официјален кандидат на владеачката структура, тоа може само да не загрижува и да ни каже за жал дека насоката во која ќе се движи кампањата понатаму ќе биде уште повалкана. Како мислите да се справите со тоа? Ќе одговорите на тој начин, ќе ве вовлечат во тоа? Како ќе успеете да се дистанцирате од тој тип на кампања? Одговараш на онаков начин кој ти е примерен на годините на искуството и на карактерот. Мене таков тип на подземни кампањи никогаш не ми биле блиски. Никогаш не сум ги практикувал, никогаш не сум ги сакал. Че ја ќе одговорам на единствениот начин на кој знам, вака јавно, со аргумент, со збор и со образот кој го имам.
Овие луѓе кои тоа го правеа и 10 години наназад, тоа истото. Не баш во исти број како едно време и за среќа не со истите ресурси кои на времето ги има државните им беа на располагање имено. Меѓутоа, за жал, тие остатоци од тој режим гледаме и денеска. И тоа е, навистина, мислам, задача за надлежните институции на оваа власт, која не само мене, не сме да дозволи и вас или некој друг трет тамо да ве шиканира. И вие бевте предмет на шиканирање, знаеш, и самиот предходно. Ама ајде рековме дека режимот замине и сега тие остатоци од тој режим, тоа се остатоци од тој режим, не сме да бидат толерирани. Не сме да бидат толерирани. Тоа се случува и во време на предизборието, ќе се случи и во време на кампањата. Неодамна имаше и по некои портали, по мене, кредибилни информации дека се прават цели аналитички извештаи за одредени луѓе кои не им се покеф на тие, кои имаат опонентни политички ставови и тоа е застрашувачки. Тоа е застрашувачки. Имавте ли такви искуства во кампањата пред 5 години? Не. Просто неверојатно. Значи, навистина не. Ја не зборам за ова се дали југо или тоа е вообичаено, тоа е демократија во ретие. Меѓутоа немав такви ја во тој период, значи вклучувајќи го она што го разбравме од бомбите на Заев, подоцна. 15-та беа бомбите. Че не добив индикатор дека телефоните да. Меѓутоа физичко следење немало. Врз мене барем немаше. Телефоните ми биле прислушкувани околу 4 години, од 2011-та па и малку и предходно. Меѓутоа физичко следење не. Кога сум кај таа кампања, господин Пендаровски, кои се вашите искуства, кои се лекциите научени од таа кампања? Каде погрешивте тогаш, што сега нема да го повторите? Мислам дека системска грешка не направивме. Не за да се правдам себе си и тимот кој работеше со мене, од кој голем дел ќе бидат и сега покрај мене. Крупна стратешка грешка не направивме. Содржината на кампањата практично ќе биде и сега истата. Збораме за клучните надворешно политички цели, за неколку столба во секоја нормална демократска држава кои мора да бидат суредени. И мораме уште многу да работиме во таа насока. И во однос на начинот или моделот на презентација, мислам дека ќе биде сличен, да не кажам идентичен, со средби со граѓани без оној традиционален тип на митингашење и извикување пароли од некоја бина високо над луѓето кои дошле да те слушаат. Рековте, спомнавте демократските институции, што не е доправено? Објективно, што вас ќе ви биде цел на мандатот доколку го освоите? Јас тоа го кажував, мислам дека во една ваква емисија и кај вас, во контекст на преговорите со НАТО, кои ги предводе во октомври, во име на Македонија. Ме прашува кој е најголемиот предизвик. Ја велам оној кој најверојатно најдолго ќе трае. Тоа е владење на правото или правната држава. Ние тука имаме почетни исчекори, неспорно. Меѓутоа, мислам дека уште години и години во рамки на овие преговори што се надеваме ќе ни престојат сега во јуни со ЕУ, ќе мораме да одработиме бајаги во тој дел. Ја мислам дека правната држава, средувањето на администрацијата, се разбира независноста на судството и тоа е. Шведска не може да каже дека има 100% независно судство. Мислам дека тука ќе има уште доста работа и таа работа ќе остане, претпоставам, и за некоја следна влада. Тоа во еден мандат не може да се фиксира. Со оглед на ингеренциите кои ги има председателот на државата, што можете да направите вие за да го поттикнете тој реформски процес кој според многумина е или неквалитетен или преспор? Особено на голем дел од гласачкото тело од кое вие очекувате глас. Кога влегуваш во расправа на таа тема, најчесто се прави следнава грешка. Што може председателот утре заутре, имајќи ги во предвид неговите уставни надлежности и поставеност да направи? Луѓето велат главно во сферата на безбедноста или главно во надворешна, или ја представува Македонија надвор. Така е дизајниран мандатот во уставот. И јас и вие го паметиме во периодот на Глигоров. Често немаме поголемо искуство, не сме демократија 3 века. Во 90-тите тој ги имаше со истиот устав и истите надлежности. Меѓутоа беше морален авторитет за сите останати кои беа во политичкото поле. Значи, не значи дека не смеш да зборуваш за образование или за здравство. Ти каква врска имаш со таа работа. Меѓутоа можеш да кажеш. Ја паметам и скоро на една емисија го кажував тоа, значи во моите 2 мандата покрај председателите во тоа време, 2001, 2008, 2009, кажам дека постојано кога сме оделен во големи држави надвор, освен чисто политичките теми, сме разговарале и за инвестиции. Сме правиле бизнис форуми, правиле председателите. Сме спојувале големи компании со наши компании.
И, например, Трајковски имаше посета на Силиконската долина, со клучни директори од фабриката на светот, практично, или мозокот на светот. Зашто тоа не би можело и сега да го правиме? Зашто до сега тоа не е правено? Значи, не можеме да разговараме само за граници, за меѓуетнички прашања, и за, не знам, за регионот, за Балканот со реторика од 19 век. Мој став е дека и надворешната политика, тоа значи и министерството, и владата во целина, председателот исто така, значи сите клучни институции мора да се бават многу повеќе со економија, со трговија, со тој тип на развивање на односите. Инаку, ние сме тука не само да ја презентираме државата, ние сме тука да го направиме животот подобар, побогат за граѓаните. Тоа е еден од начините. Што е вашата цел? Со што би биле задоволни доколку бидете председател? Што би сакале да постигнете во тие 5 години? Каква Македонија да оставите за два со еден председателски мандат? Прво не можам, здравје Боже, ако сум јас, не можам да направам сам ништо, се разбира, тоа ќе бидам дел од сегмент од системот. Да пробам да одговорам со едно прашање, со мојот одговор на прашањето кој ми го постави новинарот на Глобус, Загребачки Глобус, интервјуто кое треба утре да излезе. Ми вели, како ја гледате Македонија за 10, не зборам за 2 мандати, за 10 години од сега? Во една реченица. Ја гледам као стара членка на НАТО, као таза членка на Европската Унија, со многу повисок стандард на живење и со далеку помала стапка на иселување на младите луѓе. Зборувате за 10 години. Да, такво беше прашањето, ја не мислам. Јас го кратам на еден мандат од 5. Не зборам за мандат, него вели за една деценија од сега, ако сте во дел од тој период минимум, во шанса, во позиција да влијаете, како би било тоа? Каква Македонија би сакале да ја имате? Значи, ова последното да не го заборавиме. Стапката на иселување мора да се намали, за да се намали мора да имате подобра економија внатре и младите да добиваат шанса тука, а не надвор. За економија, уште еднаш, околу мандатот и економијата, сем овие, бидејќи често во председателските избори, во кампањите се зборува, председателот зборува и за економскиот развој, односно се обидува да го задоволи сензибилитетот на гласачкото тело, кој е прилично насочен на тие социоекономски теми, имајќи ги во предвид или констелациите социоекономски во државата кои се прилично незавидни. Што можете да направите во економијата? Ви реков, значи, не би требало да постои ни една посета надвор или доаѓање на тој профил на луѓе, не само политичари кај нас, а вие да не зборувате за економија. Значи, ја не сум економист по вокација. Практично целиот мој професионален ангажман до сега, 20 и кусур години во администрацијата или на академијата, не бил врзан со таа област. Меѓутоа, морате, ќе земете околу себе неколку луѓе и ќе морате и во тој дел да работите за својата држава. Ако владата не ја бива, што ќе правите? Ќе ја критикувате. Значи, и не само во делот на економијата и инвестициите. Кога владата не ја бива во правосудните реформи, кој би забранува да каже дека тоа не е добро? Мојата позиција сегашна, која би можел да ја ефектуирам, а која би бил на таа позиција утре, е тоа што сум ја објективно надпартиски или непартиски кандидат. И што имам за себе не само 31 политичка партија, туку и граѓанство. Добро, и ја не сум врзан, сакам да кажам, не сум врзан до тоа ниво на партиски лојализам. Да кажем, ја морам да го почитам лидерот кој мене ме стави во оваа позиција. Добро, вие се да не ги почитувам, но носител на листа на социјалдемократскиот. Да. Меѓутоа повторно сиот тој 2014 бев во истава ситуација, кандидат. Бев не, сакам да кажам, ја почитам. Околу надпартиски кандидат. Значи, еве дефиниција што значи тоа во конкретниот мој случај. Можеме да дебатираме до утре и да теоретизираме во други ситуации. Значи, ја не сум формално член на ниедна партија. Меѓутоа, оваа политика што ја води оваа структура на чело со СДСМ од 2011 до денес, јас сум со нив као де факто член да сум, таа политика по главните магистрални правци мене ми е блиска и ја поддржувам. Една од тие работи е Преспанскиот договор, например. Ја не сум член на СДСМ. Меѓутоа, ја го бранев Преспанскиот договор бидејќи верувам во него, во неговата содржина пред се и потоа као предуслов за интеграција и повеќе можеби од некои членови на СДСМ. Неговата имплементација е прилично непопуларна. Да. И тој Преспански договор, според он, првите настапи и изјави на против кандидатот Силјановска, може да се предпостави дека ќе биде сериозна, една од клучните теми во кампањата. Тоа ќе биде преведено во каква Македонија сега живееме и дали сакаме да живееме во поинаква Македонија. Значи, ја ви тврдам, бидејќи тој концепт не е и познат,
Тој блок, не само конкретната личност, ние фактички ќе стане збор за два света, за две планети, за две галаксии. Не мислам во смисла на IQ, на некаков интелект, него станува збор за ќе биде студират меѓу модернизмот и архаизмот на 19 вековниот национализам. Тој концепт подразбира, не само во однос на прескок, подразбира дека во Македонија живеат само македонци, другите се или случајни минувачи или се подстанари во заедничката куќа. Дека има газди и други. Ве разбирам, но концептот на 21. век, како што велите вие, очигледно е попопуларен. Вие сепак се борите за гласови. Знаеш што, во тоа треба да биде нашиот мојот главен предизвик треба да биде, ова беа тешки компромиси, да им објасните на луѓето зашто ги направивме и да им објасните пред тоа дека компромисот по себе, самиот, не е опасен за нас. Прво како етнички македонци и второ како држава. Во што е опасен? Во што преспа мене ме загрозува кој етнички македонец? Во што? Ништо. Во тоа што пишува внатре македонски јазик. Во тоа што има придавка македонски. Во што јас сум помалку македонец заради преспа? Ево ова применување на институциите повторно многу непопуларно според првичните реакции се совпаѓа, коинцидира со почетокот на кампањата, што вака на еден или на друг начин вие ќе треба да го правдате. Тоа ќе биде потешкиот пат. Полесниот пат е да не го направивме тоа и да излеземе во кампања и да кажеме ние сега ќе ја тужиме Грција уште еднаш пред Меѓународниот суд на правда и ќе тераме 3 години, ќе плаќаме скапи адвокати, за на крај да добиеме повторно 15-0 пресуда во наша полза и да останеме изолирани како што бевме. Тоа е алтернативата. Точно е дека е потешко. Ама не гледам друг начин да ги оствариме стратешките цели, да бидеме дел од модерниот свет, а не изолирана енклава или паланка на Балканот. И луѓето стварно утре за утре во некоја догледна иднина да живеат подобро. Вашите главни поддржувачи СДСМ и ДУИ очигледно се соочуваат со проблем на пад на рейтингот. Како ќе го надокнадите тоа што тие го имаат изгубено во меѓувреме како популарност? Се би требало да зборувам, се би требало да се пофалам себе си, меѓутоа нема да го направам тоа. Предпоставам дека во анализите кои ги правеле, бидејќи беше долг, тој прилично и комплексен процесот на избор на кандидатот, дека е проценето и дека јас можам како личност да бајпасирам некои од тие слабости кои се појавија во владината структура од овој аспект. Значи, дали тоа што си го ветил 2016 е 100% испорачано. Знаеме дека баш 100% не е се испорачано секаде. Предпоставам дека и при тоа се воделе. Тоа бил можеби еден од клучните аргументи зашто баш Пендаровски би бил нашиот кандидат, нашиот избор. Која е вашата порака до луѓето кои беа во шарената револуција, се разочарани, или оние кои се неопределени, а кои ви требаат како гласови, како ќе ги придобиете? Со кој пораки, со која... Јас знам дека тоа ќе биде тешко, потешко него 16-та, меѓутоа ја бев кандидат, носител во прва изборна единица, каде што практично се создаде креацијата наречена шарена револуција. Сета почи, тоа го имаше во сите градови на Македонија, меѓутоа таа рожба, ја ја нарекувам во едно свое писание за академски журнал во странство, ја нарекувам единствената до сега, за жал, прилично задоцната македонска политичка пролет. Тоа беше македонската пролет. Многу подоцна од сите други во Источна Европа, меѓутоа беше тоа. Значи, со истата реторика со која настапи во 4 клучни централни скопски општини, каде што тоа се одвиваше, ние паметиш, ние тргавме од пред СЈО, што е во центар, па марширавме до плошта, до влада, до собрание. Таму каде што се создаде, мислам да се обраќам со истите пораки со тоа што ќе кажам дека и јас никош не сум ги напуштил тие идеали, заради кои марширавме со денови и месеци и недели. Токму затоа е разочарувањето што многу мина сметаат дека тие идеали некако се предадени. Ќе биде ли задоволителен одговор не за тебе, генерално за јавноста, ако кажам дека и ја не мислам дека 100% ние испорачавме се што ветивме, вклучително и јас самиот во тие општини скопски од 2016-та. Се согласувам. Можеме да зборуваме за степенот на незадоволство. Колку во тоа има личен аспект, ако некој нешто конкретно не добил. Еве, ја не сум барал и не сум добил ништо во таа смисла. И денеска живеам од плата. Така не сум добил ни тендери, ни вработување, ниту барам. Не сум влегол во јавна дејност, наречена политика заради тоа. Меѓутоа,
ако го оставиме тоа, секоја објективна проценка навистина ќе покаже дека тоа што беше се ветувано не беше и реализирано во овие па скоро прва половина од мандатот на новата влада. Ја тука имам образложение. Се дали шарените револуционери, моите пријатели, другари и тогаш и денес, и лични пријатели, не само политички, блиски луѓе, дали тоа ќе го прифатат, не знам, меѓутоа факт е, неспорен факт е, дека екипата на чело со Заев направи историски пробив со Преспанскиот договор. Ја би рекол дека договорот со Бугарија беше мало загревање за главната утакмица. Тој договор не е направен, знаеме сите, ја нешто малку и предам од таа сфера, не е направен во светот никогаш. Бидејќи Македонија беше единствената држава во модерната светска историја која мораше да смени име, фиром, за да влезе воопшто во сите меѓународни организации. Тоа што го направија, ја го нарекувам политичко чудо. И ја тврдам дека, бидејќи бев дел од внатре од тој процес и гледав од блиску, дека целокупната, да не кажам се цело, али 99% од политичката енергија беше дадена во тој процес, објективно. Са, ја ви тврдам дека треба да си волшебник, да го направиш оној договор со Грција и во исто време да истраш 100% правосудни реформи или во администрација или не знам што веќе друго. Невозможно. Не, знам дека е правдање, али стварно мислам дека барем во еден дел тоа правдање држи. Оно што е битно според мене е која е вашата дијагноза, зошто и каде се потврли? Ја мислам дека има две нивоа. Два сета на аргументи, да ги наречам. Првиот, побитниот, пообемниот резон зашто не се направи повеќе е катастрофалната состојба која беше затекната во сите сегменти на општеството. И тука мислам дека постои една подгрешка на владачката структура, што во својот пиар тие не успеа да покажат на почетокот, не успеа да го презентираат тоа што го најдоа. Ја конкретно разговарав во тој период и со премиерот и со министрот за финансии. Реков, вие моравте на првата ваша пресконференција после 30 дена длабока ревизија на тоа што затекна. Да кажете, луѓе, во трезорот нема скршена пара. Дека, а тоа е факт, само што македонската јавност мислам дека не го знае тоа. Немаше пари ни за плати ни за пензии. Немаше за редовно сервисирање на она што ти е обврска као секоја држава. Тие тоа и ќе чуеш по некое време на пресконференција велат ние имавме проблем, а го надминавме. Ако и луѓето денеска не знаат дали стварно дупката во системот била толкава, ние нагаѓавме нешто, затоа што ова влада, како што, например, направи со проектот Скопје 2014. Владата мораше да има проценка дека финансискиот товар од евентуално отстранување на сите тие споменици што се дива градба, тоа комисијата која направена во владата го констатираше. Нема еден што е граден по прописи. Ни еден. Дека тоа ќе чини отприлика слично колку што чинеше самиот проект да го изградиш. А ние за тоа немаме потенцијал, немаме капацитет. Околу идеалите на шарената револуција, еден од како да кажам, иконите на шарената револуција беше специјалното јавно обвинителство. Вчера, денеска, повторно сме сведоци на бројни реакции околу тоа дека специјалното јавно обвинителство на известен начин се укинува и дека целата приказна со бомбите ќе се сведе на фарса. Тоа е барем така се поставени тие реакции во таа насока. Јас се обидувам да денеска го гледав ова интервјуто на министреката за правда и мислам дека треба внимателно да ги анализираме нејзините реченици. Тука има аргументација која може да се користи во спротивна насока од ова која сугерира твоето прашање. Имено, значи, предпоставам најмногу луѓето ги боли и мене, кој ми прашал, ја не би направил таква формулација, дека бомбите повеќе понатаму, после тој рок од 5 години, не можат да бидат користени као докази. Тие бомби, тие снимки. И дека што е започнато ќе се заврши, но не и ново нешто. Таму имаше над 1 милион снимки, колку што знаем, и предпоставам еден мал дел е преслушан и врз основа на еден помал дел од половина, предпоставам се започнати постапките. И тоа, тие го имаат као своја архива. Тие од тоа може да им бидат снимки патоказ за да дојдат до друг тип на докази кои ќе вредат во процедурите. Че не е тоа не значи дека тие не сме да слушаат ништо од тоа. Може да чујат, меѓутоа треба на друг начин и друг тип на докази да изведат. Значи, а сега знаете како беше? До сега ќе речат ја исклучуваме по многу случаи. Ја исклучуваме јавноста, бидејќи денеска ќе ги слушаме бомбите од тој и тој случај. Тоа нема да биде повеќе можно, бидејќи на тој начин бомбите беа директно, снимките директно користени како докази. Се ти ќе можеш тоа да го преслушаш во својата канцеларија СЈО.
Но потоа, од тука, тоа ќе ти биде почетна трага, и тоа нема да го спомнаш понатаму во списите, да трагаш по други видови на докази, и ако си способен, тоа ќе го направиш. И таму има доста способни луѓе. По сите перипетии околу тој процес со бомбите, со СЈО, со амнестиите и така натаму, очекувате ли дека ќе има судски пресуди, исход на сите овие афери кои произлега од бомбите? Ако го исклучиме ова со Тенк и со Груевски кој заврши, че мислам дека неколку, ја немам увид во сето тоа, меѓутоа неколку битни, големи, крупни случаи се при крај, во завршна фаза. И ја мислам дека ние скоро, оваа година, предпоставам по најавите од таа институција, ние ќе добиеме уште неколку пресуди за неколку предмети. Знаете што, да се разбереме. Правосудството и тие процедури, особено во комплексни случаи како што е ова, особено кога се бара трагата на парите, а тоа најчесто е случај во овие снимки и случаи, и во целиот свет е бавна работа. Не постои процедура која оди во американски суд, а која завршува у едно рочиште. За вакви случаи. Не оди. Вештачење, не знам, на мафијашки организации, оди бавно, оди со месеци, оди со години. Че сите тие крупни случаи и во меѓународната правна пракса траат со години. Освен тоа, треба да знаете дека правосудството кое го затекна оваа структура и кое се разбира нема намера со директни кадровски интервенции да го менува, е прилично контаминирано од претходната власт. Тамо, ја не сакам да навредувам никога, меѓутоа, според познавачите на приликите во нашето правосудство, има мала бројка на судии со интегритет. А овие спорови бараат баш луѓе и со знаење и со интегритет, човечки, морален. Така што не очекувам дека тоа може побрзо да трае, пократко да трае и во други системи, а не во Македонија кај што рак рана е со години, а особено време на режимот на фамилијата, состојбата во правосудство. Една од темите актуелни е партизацијата и непотизмот. Оваа влада како да не успева да се справи со проблемот со партизацијата, ќе превземете ли нешто во случај, повторно хипотетички, нели се разбира, како председател? И, например, како ќе го премите вашиот кабинет кадровски? Со партиски кадри? Не. Значи, ја и минатиот пат во 2014 кажував дека ке мене ќе работат луѓе сосема независно од етничката припадност, или политичката или партиската припадност, или дури и половата припадност, кај што треба сепак да внимаваме малку. Клучно мерило, да не кажам единствено, ќе биде нивното професионално знаење и искуство во одредена област. Тоа ќе го покаже многу лесно. Тоа не е проблем, тоа воопшто не е ни најмал проблем. Да кажам јасно и гласно дека не се согласувам со случаите на непотизам кои ги гледаме и слушаме последни недели, особено интензивно во медиумите. Владата прави нешто на тој план. Десетина луѓе се повлекоа од тоа што мене ми се чини дека подобро ќе беше да имаше превентивна активност, да не дојде до такво вработување, и затоа што штетата и по угледот на владата е направена веќе од кога вие ќе треба некој што е така вработен да го повлекувате. Не можете ни 5% од таа штета што ви е направена да ја надоместите и да ја поправите, со таа штетата е направена веќе. Но се повлекува некои луѓе. Мислам дека во наредниот период владата бара механизми, има еден од механизмите некаков совет за ревизија кој го најавуваат, кој ќе биде составен и со представници 20 од власта, 20 од опозицијата, која вработувањата во државните компании ќе ги разгледува. И тука ќе има еден по-непристрасен пристап, ако има такво вработување, да не доаѓаме воопшто до таа ситуација, да не може да се вработи човек ако не го помине тој филтер. Тоа е, колку што ја знам, еден нов феномен, нова категорија во нашиот систем кој не сме го имале до сега и е одличен. Еден од предизвиците за новиот председател ќе биде процесот на помирување, бидејќи за жал во ова општество имаме интраетнички судир и конфликти, антагонизми, но и интеретнички. Пред малку во Слободен, во печат на неделата, кај колегата Сашо Ордановски, господинот Ризван Сулеймани говореше за тоа дека декларативно меѓу политичарите се е во ред, но концептот на вистинско помирување меѓу албанците и македонците по 2001 година се уште не е ни почнат како што треба. Почнат е. Не е многу може далеко отидено, почнат е. Еве, да кажам, јас се надевам дека кога дојдам во таква ситуација, да имам некаков збор од таа позиција,
дека ја имам неколку елементи кои се сосема нови за македонското општество и мислам дека може да помогнат многу во таа насока. Прво, за прв пат за кандидатура пред избори на еден етнички македонец застануваат 4 албански политички партии кои се дел од владината структура. Сега. И во однос на албанските партии, барем двете поголеми што ги знаеме, во опозиција кои ќе одат со свој кандидат, според нивните досегашни изјави, тие немаат принципијална забелешка на моите ставови за меѓуетничката сфера. Не велам дека ќе ми дадат подршка мене понатаму, си имаат своја партиска политика која ќе ја терат, меѓутоа од она што јавно го изјавуваа до сега, мојот минат труд во оваа сфера 20 години наназад, за нив беше окей, прифатлив. Значи, пред избори ние имаме сега македонско-албанска коалиција и не само се разбира и други етнички заедници, што се случува навистина по прв пат. По прв пат се случува. Никогаш порано ние сме имале меѓупартиски пазарења. Ја ќе го поддржам твојот во вториот круг, ама ти ќе ми дадеш не знам што понатаму. И сме имале такво преминување на етнички линии, меѓутоа тоа било меѓупартиски пазар. Зошто албанците ви гласале за вас наспроти Блери Мрека? Прво да кажам дека Блери Мрека беше одличен амбасадор на Република Македонија во Европска унија. Ја бев советник за надворешна политика на Црвенковски и во многу наврати соработувавме додека тој беше во Брисел. Има висока почит, после тоа сме биле на многу заеднички меѓународни конференции, трибини и така натаму. Значи од тој аспект немам намера да го дистанцирам или да го маргинализирам таа работа. Сакам да зборувам за мене. Значи, многу ми напрашува зашто и минатиот пат да не беше таков меѓупартискиот договор меѓу ДУИ и тогашно ВМРО, ДПМН, зашто и тогаш албанците беа подготвени во значителен број да гласаат за мене. Јас мислам, освен континуумот во моите ставови во меѓуетничката сфера, пред се мојот перформанс во 2001-та као портпарол на Министерството за внатрешни работи. Во една прилично тензична ситуација, значи на рап на голем конфликт, кога де факто беа спротивставени македонската и албанската етничка заедница. Албанците кои бараа поголема инклузија во системот и системот кој беше прилично етнизиран во македонска смисла или македонизиран во етничка смисла во сите клучни институции. И она што јас тогаш го говорев не беше кажување на етничката вистина. Беше кажување на вистината таква каква што е. И не сакам да спомнам некои луѓе сега и реакции на тие луѓе, бидејќи дел од нив не се меѓу живите, меѓутоа некои од моите тогаш предпоставени не беа задоволни од тоа што ја го кажувам на пресконференциите, бидејќи сметаа дека треба да се оди пориги, да не заборавиме. Во етничка смисла, со мене на тие пресконференции беше представникот на Министерството за одбрана и представникот практично секој ден на владата, Антонио Милошевски, кој идеше со радикална етничка реторика наспроти етничките албанци. Така што мислам дека мојот профил на јавна сцена во делот на етничката албанска заедница се изгради најмногу во тој период и се разбира и периодот потоа, па и 14 ако сакате во кампањата, кога на пример најмалку сакам да зборам за тоа, меѓутоа факт е дека јас сум првиот политичар во Македонија, етнички македонец, кој зборува на албански во спот, на пример. Нудите ли нешто ново во и Груевски зборуваше на албански? Читаше. Добро, не, да не навлегуваме. Знаете албански? Малку. Малку. Многу малку. Што ново ќе понудите, бидејќи во таа смисла имате надлежност некаква? Во меѓуетничка сфера? Во меѓуетничка сфера. Јас за да, нели, го надминете тој јас меѓу албанците и македонците во Македонија? Јас бев прилично активен во парламентот и на комисиската и на пленарната расправа за законот за јазици, која беше прилично политички рискантно да се биде баш толку. Да, ако смеам да се пофалам на комисиската расправа, ја отворив дебатата, бидејќи некои од моите колеги не беа толку храбри да стартуваат со бранење на законот за јазици. И тоа е, по моје убедување, гледам дека е тема кај вас денеска, трансформацијата на секретаријатот за рамковен во ново министерство. Тоа беше последното нормативно парче од рамковниот договор. И тоа ја тврдам дека рамковниот договор е нормативно или формално завршен, меѓутоа резонот, да не го наречам духот, резонот на рамковниот договор е тука меѓу нас. Во една реченица, резонот на рамковниот договор е двете големи етнички заедници, дај Боже и другите да ги приклучиме, но двете големи етнички заедници не смеат да дебатираат за битните стратешки прашања на оваа земја зад грб. Него гледајќи се во очи, бидејќи станува збор за судбината и едината на нивната заедничка држава. И ја мислам дека тука има простор за подобрување.
Не мора да се вика рамковен договор. Океј, го архивираме као документ. Меѓутоа, тука има многу места кај што може статусот на албанците во оваа земја да се подобри, а тоа да не одзема ни за милиметар, тоа беше мојата теза за законот за јазици, ни за милиметар од моите права како етнички македонец. Значи, мојата теза за законот за јазици, која гледам македонски националисти не ја дочека на нож, меѓутоа е точна од почеток до крај. Ако со законот, да го наречам се популарно, за албанскиот јазик, ако им се даваат права на албанците да го зборуваат албанскиот јазик, а тоа е на штета на мене, да го зборувам јас, мојот мајчин јазик, не се согласувам со таков концепт. Меѓутоа, законот за тој јазик, законот за јазиците, го апгрейдира статусот на албанскиот јазик, но не ми одзема мене ништо. Зашто ја би имал против? Зашто ја би имал против? Во таа смисла ние можеме и во неколку други битни области да направиме промени. Еве една од тие области која е дебатирана години наназад, не знам зашто не ја направи. Буџетот да се носи со Бадинтер. Што е спорно? Имаш намера да имаш поинаква, можеби етничка дистрибуција на тие пари кои се собираат од сите нас. Зашто не прифатиш и закон да донесеш и не мора да има закон. Направи го со 2/3. И со надполовично мнозинство и во етничка смисла. Не ми одговоривте. Добро, премногу може прашање. Околу интра етничкиот македонскиот, како ќе ги помирите Заев и Мицковски? И значи прво треба да дојдам во ситуација. Односно ВМРО и СДС, кој пособено по Тоа е, 27 април односите меѓу нив никако да дојдат на некоја нула. Ја мислам дека значи да не звучи претенциозно, ја мислам дека или оправдувачки, ја мислам дека во овој момент тој гап, та подлоба е толку голема што Господ не може да ги помири. Што можам јас да направам? Значи прво мојата реторика, ќе имате прилика за некој ден да ја чуете, здрави Боже и да ја видите. Мојата реторика ќе биде слична на 2014 и во оваа смисла, не само према албанците и другите етнички заедници, туку ќе биде помирувачка, тонот ќе биде помирувачки и содржината и кон оние македонци кои сметаат дека ние сме предавници, не знам, Македонија сме ја продали и така натака. Независно какви реакции ќе доаѓаат од нивна страна. Тоа е што се однесува до кампањата. По здравје Боже, по 5 мај, по завршување на изборите, ако бидам избран, мојата прва задача ќе биде првото кафе да го пијам со лидерот на опозицијата, а не со премиерот. И не само за пред камери, него навистина сакам во мојот иден кабинет да имам и неколку квалитетни луѓе кои се политички блиски или се делови од опозицијата. Како коментирате ставот и на лидерот на опозицијата, па и на нивниот кандидат Силјановска, дека вие сте лицето на заевизмот? И како го толкувате тоа? Многу е тешко да ја продаеш таа теза. Не затоа што е таа непријатна за слушање, па се бранам со гола реторика. Ја како непартиски кандидат, сите што следат политика во Македонија знаат дека да беше, например, некој партиски профил или висок партиски функционер на СДСМ, кандидат, ти си можел да го продаеш таа. Ја памтам во една стара кампања, па дали Шекеринска беше кандидат за мандатар, не се сеќам, во една од тие пред 10 години, ако сакаа да дисквалификуваат некого, луѓето од ВМРО, таа кампања, тогаш во времето на Груевски, велеа тој е човек на Бранко Црвенковски. Или е изнедрен во негово време, или протежиран од негово време. И тоа може до некаде да држи, ако навистина ти во негово време си бил подпредседател на партија, секретар на партија, 20 години си заедно со тој човек. Или сега, ако беше партиски профил, кандидат на СДСМ, па да речеш тоа е второто лице на Заев или дублер. Ја никогаш не сум бил член на таа партија, ги делам политичките ставови кои таа политичка формација ги застапува и во времето на Бранко Црвенковски и во времето на Зоран Заев. Така што многу тешко ќе оди тоа поистоветување ако зборуваме за рационално и аргументирано муабетење. Кој ќе беше потежок противник за вас, Силјановски или Ѓорчев? Не сакам да дисквалификувам никога. Значи имам висока почит за Силјановска како професор и како интелектуалец. Тоа што се незините ставови не се согласувам, тоа е сосема друга работа. Меѓутоа, да не се свати како деградирање, али кога веќе ме прашаш, да не ме речеш па избегнуваш праш одговор, мислам дека ќе беше потешко со Ѓорчев. Зошто? Не зборам за скорот на гласови кој може секој од нас да го земе, па затоа што Владко Ѓорчев, јас го знам одамна, ние сме и соработувале на некои проекти во рамки на Аденауер фондацијата. И на страна партиската реторика, која можеби е курентна во тие редови последните 2-3 години, која ја протежира во јавноста, ја мислам дека тој е сепак неспорно западно ориентиран. И околу НАТО, околу Америка, мислам дека тука ќе имавме прилично слични ставови. И сакам да кажам, неке можев да добијам ја повеќе гласови кај електоратот наклонет кон Западот или Македонија на Западот,
А со професорката Стилјановска ќе биде тоа полесно, бидејќи тоа е анахронизам да гледате Се било каде сомневате во незината ориентација прозападна? Да. Да. Знаете што, значи и лидерот на опозицијата често вели ние сме за ЕУ, за НАТО, ама не на ваков начин. Меѓутоа сите знаеме, азбука е, основно е. Ако не направиме договор со Грција, не можеме да бидеме на западот. Значи сега јас сум за таму, ама на каков начин? Ќе направиш подобар договор? Тоа ни политички дилетанти или дипломатски почетници него ветуваат. Невозможно е да направиш подобар договор. Со кој грчки политичар таму? Со Мицотакис. Како подобар договор? Во кој ќе пише Македонија вечна и тоа ќе го ратификува грчкиот парламент. При крај сме, ќе прифатите дуел? Не мислам дека тоа е една од лекциите за демократија кои ги Без научи. разлика како ќе се одвива кампањата и кој ќе биде тонот? Не, па имавме ние и 2014 со Иванов. Мислам дека дотоа само во први круг, во втори круг не се појавија, меѓутоа знаеш што е битната разлика меѓу овие избори и претходните избори? Претходните избори победникот се знаеше од почетокот. Дури според некои можам да го кажам тоа после толку години, според некои информации што ги имавме од противничкиот табор во тоа време, ние знаевме отприлика колку гласови тие ќе освојат. Бидејќи тие знае колку гласови ќе освојат. Нивните гласачи ги знае по име, по презиме и по лик. Сега е демократски амбиент. Сега ја ви тврдам дека не постои начин некој да ја тера администрацијата да гласа за Стево Пендаровски, некој да ги пресира медиумите да објавуваат само за Стево Пендаровски и така натаму и така натаму. Не мислам дека тоа ќе звучи поинаку кога ќе биде кажано од опозицијата и во таа смисла стравувате ли од бојкот во вториот круг? Од страна на ВМРО ДПМН? Јас тврдам, бидејќи јас инсистирам со сите мои другари, пријатели со кои сме и во заеднички и во штабот и во оваа политичка структура и во сите тие политички партии кои ме поддржуваат, јас инсистирам. Тие се свесни за тоа, не треба ја да ги убедувам во тоа дека не сме прашинка да падне на изборниот процес. Дадов пред некој ден изјава за еден медиум во кој ме прашува што мислите дека е најважно на изборите сега. И луѓето очекуваат да кажат ја да победам. Не, најважно, стварно мислам без лажна скромност. Најважно е на 5 мај да констатираме дека изборниот процес е европски, за да добиеме препорака за преговори. Стварно мислам дека е исклучително битно во јуни да не заобиколат повторно. Тоа нема да зависи само од нас, ќе зависи од дистрибуцијата на места во новиот Европски парламент. Како стојат работите, шансите се мали? Зашто? За да се добие препорака за почеток. Од две работи зависи. Значи јас сум прилично убеден дека ние ќе го направиме нашиот дел, домашната задача. Јас сум го кажувал тоа еднаш прилично недипломатски, што Макрон ни рече минатата година на Софискиот самит на ЕУ Западен Балкан. Што рече ја го почитам, имавме договор со Грција веќе во тој момент. И премиерот му рече ова е историска работа, ова беше тежок компромис. Допрва треба да го објаснуваме на нашиот народ, нели? Ја тоа максимално го почитувам, тоа е стварно храбар потег, меѓутоа вели ја морам да водам сметки и за внатрешната политичка динамика во мојата земја. И не случајно Советот на Европската унија кој ќе решава за датумот за преговори е во јуни. Зашто не е во март? Се чекаат изборите, евроизборите во мај. Стево Пендаровски, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио, во ваш прв настап како кандидат на 31 партија, значи не како консенсуален. Тоа беше Стево Пендаровски. Утре гостин на колегата Чомовски ќе му биде кандидатот Блерим Река со господјата Гордана Силјановска како кандидат на ВМРО ДПМН. Упатена е поканата, се уште немаме одговор дали ќе дојде, но се разбира еден ТВ би сакала да добие позитивен одговор и од неј, на тој начин да ви приопшти кои се нејзините ставови, какви се нејзините визии како кандидат за претседател на Република Северна Македонија. Ви благодарам за вниманието и до гледање. Останете со еден ТВ.